Значи слика. Христос е слика на Отецот Небесен и вели оно што мене ме гледа го видел Отецот Небесен. Меѓутоа по образец на таа слика Божја на Светата Троица, на Отецот и Синот и Светиот Дух. Исто така сите ние сме слики Божји, значи сите сме по една икона. Гледајќи ги тука, значи овие прекрасни две икони, кои икони прават чуда преку нивните раце, Светиот Дух делува и прави. Сите ние кои сме тука икони Божји, затоа што Светото Писмо, Библијата е категорично кога вели Бог го створи човекот според свој образ, според своја лика и го повика, рече да биде прилика, значи да биде подобие. Значи сите сме повикани да бидеме слика на Отецот Небесен, на Светата Троица. Така што преку овие икони еве денеска се исполнува домостројот на нашето спасение, на вистина, преку чудесните 4 раце тука и 20 прстиња и преку нив Светиот Дух што делува, сите ние кои што сме лика Божја, сме повикани да станеме прилика. Тоа што значи? Значи да не должа многу, ние сме створени сите да сме слични на Бога. Исто така сме повикани да видиме мали богови, но не по суштина. Пошто? Според благодат. Значи човекот има огромно, навистина големо, вдахновено, спасоносно назначување на земјата, тука, значи кога Бог целата земја даде тука, човекот да биде едноставно свештеник, не само јас и други оци, кои што гледаме идни оци, туку човекот воопшто во смислата на царско свештенство, како што вели апостол Петар, сите ние да принесеме една прекрасна, бескрвна, духовна жртва на Бога. Еве денески сите ние преку рацете на овие двајца наши уметници, а и во молитвите викаме дека Боже, ти си чудесен, ти си прекрасен уметник и биде Бог од небесата, се што створи беше убаво. Прва глава 36 стих, првата книга Мојсеева. Така сите ние денес принесуваме една прекрасна, бескрвна жртва на Бога. Значи ова е едно камче во мозаикот на домостројот на нашето спасение. И сакам уште ова само да речам дека навистина преку иконата, преку таа слика, зборот икона значи слика, го имаме догматскиот карактер на исповедањето на Христовото Божество. Тоа што значи? Значи преку сите наши дела исповедаме дека Христос е и Син човечки, меѓутоа и Син Божи. Свети Јован Дамаскин таму одамно пред 13 векови, значи во 7 век рече вака: догматската основа, значи на иконата која се прашуваме сите ние, дали смееме невидливите реалности да ги представиме на видлив начин? Што мислите? Тоа е денешната проблематика на современиот човек, дали смееме Бога да го представиме на видлив начин и на сите оние христијански се вика деноминации кои што негираат иконата, не е добра, не знам каква, не знам што е било идолопоклонство. Значи сакам да го допримо на суштинското. Втората Божја заповед не вели не прави икона, вели не прави идол. Идол и слика значи не исто. Туку преку иконата Свети Јован Дамаскин пред таму 13 векови рече вака: дека Бог својот Син, единороден Христа, го испрати на земјата. Тој не видлив. Меѓутоа, стана преку Христа Бог видлив. Така и ние имаме потполно право, сите ние иконата да ја почитуваме, тоест невидливите духовни реалности за нашето физичко око невидливи, но за душата се видливи на вистина, можеме да ги представуваме на фин, опиплив, убав, естетски, убав, спасоносен начин. Ете, значи да финализираме од ова излагање, денески го исповедаме Христовото Божество сите тука собрани преку иконата и чиниш денески е навистина Божјо откровение. Имаме апокалипса денес, имаме ревелација денес, имаме една вдахновена тука изложба и ризница и благодариме за прекрасната увертира на сите што тука навистина толку вдахновено говоре, со толку срце и душа, емоции и со понекоја солза. Ние викаме дека како што душата, како што односно телото без душа е мртво, така и верата без дела е мртва. Денес имаме прекрасна ризница, прво прагматично зирнавме малце, имавме едно антиципирање на тоа што ни го кажа, па потоа пак си ти излеговме, значи благодариме за прекрасната педагогија, затоа што кај нас е сепак и на причесна кога повикуваме, велиме вкусете и видете. Значи прво вкусуваме, па гледаме. Зирнавме, тоа што го видовме ние, го слушнавме. Ни се објасни, ни се образложи и пак една благодарност огромна
топлосрдечни и молитвени желби и за нашите прекрасни уметници, организатори, сите нешто поздравија ова изложба, затоа што прво зиднавме, антиципиравме, па се враќаме пак да се насладуваме, да ги збогатиме очите. Светило на телото е окото, но да збогатиме и душата. Како што окото е светило за телото, така за душата светило е умот. Нашиот ум денес на вистина ќе се вдахнови, ќе се благодати и истовремено ќе прослави Бога. Свети Константин и Елена пред 1700 години, значи кога едиктот го донесоа, благословија, прифатија први христијански цареви и мајка и татко на христијаните, според моето смирение служам во црквата на Свети Константин и Елена. И може би случајно, но во светот нема случајности, се по Божја промисла. Синоќа доцна ми сјави денески да дојдеме тука. Благодарност и до сите тука присутни, сите икончиња што вас да гледам, сите слики Божји, и со помош на ова изложба да станеме и според не само лика и прилика, уште послични на Бога. Чиниш 50-ница е денес, слушнати македонски, грчки, влашки, англиски и што ли не. Затоа јас би се обратил до нашите певци тука со своите медени гласови и својата ревност да го отпееме тропарот на 50-ница, па да влеземе во ова ризница тука и да се насладиме, да се напоиме. И Христа да го прославиме, оти Достоевски рече не многу одамна, и целиот свет да се подели на два табора. Во едниот табор да биде Христос сам, Христос. Другиот табор целото човештво, кој тоа беше милиарди и нешто, сега сме 7 милиарди, така мислам. Јас ќе преминам, рече, во таборот на Христа Бога, нему слава и пофал во векови. Амин. Амин.